Што ако надежта не е само некое минливо чувство, туку е патување, едно вистинско патување? Денес ќе се нурнеме токму во една таква мокна визија за надежта, визија што извира од древни текстови кои се патем во срцето на христијанскиот период Адвент. И така, нашето патување го почнуваме со една навистина неверојатна слика. Слика за конечен мир која ни доаѓа од пророкот Исаја. Само замислете го тоа. Свет каде што оружјето, мечевите и копјата се претвораат во алатки за живот, во плугови и српови. Токму оваа моćна визија, оваа слика е темелот, основата на се што ќе разгледаме денес. Добро. Првиот дел од ова патување е сонот. Сон за мир. Тој почнува со еден колективен марш. Сите заедно, кон една заедничка цел, кон еден целосно преобразен свет. Значи, Исаија замислува една огромна тулпа, но не од еден народ, туку од сите народи на светот. Буквално целото човештво, како се движи и се искачува на една символична планина. Се верува дека оваа слика е инспирирана од вистинските аджилации во Ерусалим, но Исаија ја зема таа идеја и ја проширува до неверојатни глобални размери. И ова пророштво се одвива некако во 4 чекори, во 4 фази. Прво, се воспоставува таа централна точка, таа гора. Потоа, сите народи доаѓаат кон неа. Трето, таму тие учат еден нов начин на живење. И како резултат на сето тоа, доаѓа четвртата фаза. Владее универзален мир. Војната станува нешто непознато, заборавена вештина. Ајде сега да го спуштиме овој сон на земја. Затоа што ова не е само некоја апстрактна идеја. Вкоренете во вистински град, со вистинска и тоа многу бурна историја. Ајде да го истражиме Ерусалим, градот што лежи во срцето на ова патување. А историјата на Ерусалим, таа е навистина бурна. Како што може да се види, имаме подеми и падови. Од престолнина на Давид, преку изградбата на првиот храм, па се до неговото уништување од Вавилон. Потоа повторно изградба, па повторно уништување, овој пат од Рим. Значи, приказна за слава, да, но и за длабока трагедија. И сепак, и покрај се, ни сите тие векови, градот останал еден неверојатно моќен символ. Символ на надежта. Интересно е што самото име Ерусалим го содржи зборот шалом, а шалом, тоа не е само мир во смисла на нема војна. Тоа е многу подлабок концепт. Зборува за целосност, за хармонија, за благосостојба, за длабок внатрешен и надворешен спокој. Како името на градот да ја носи неговата крајна судбина. Добро, досега зборувавме за колективното, за сите народи. Но сега патувањето прави еден пресврт. Сега фокусот се префрла на поединецот, на личната одговорност на секој патник на ова патување. И тука Свети Павле има еден многу итен повик. Вели, разбудете се. Според него, историјата не е само некој бескраен круг што се повторува, туку е права линија, патување кон една цел, а со нашата пасивност, со нашето спиење, ризикуваме да го забавиме, да го одложиме тој напредок. Оваа слика ни поставува еден многу јасен, многу директен избор. Од една страна се делата на темнината, себичноста, ривалството, зависта, а од друга страна е оружјето на светлината, доблестите како вера, надеж и љубов. Изборот е наш, секој ден. И тука е клучната поента. Оваа секојдневна борба не се води сам. Силата, според Павле, доаѓа од облекувањето на еден нов начин на живот. Тоа е една прекрасна метафора за длабока внатрешна трансформација. И сега стигнуваме до последната фаза од нашето патување. Може би и наизненадувачката. Што ако крајната дестинација, целта, не е нешто што може да се предвиди или да се контролира? Евангелието според Матеј тука воведува еден елемент на неизвестност, на непредвидливост. Приказната станува напната. Но ова не треба да се свати како некој произволен божествен суд. Повеќе е слика за внатрешно прочистување, за едно внатрешно одвојување. Прашањето е, што избираме да негуваме во себе? Праведност, вистина, љубов? Затоа што на крајот, токму тоа е она што останува. Она што е земено или сочувано. И еве нешто навистина фасцинантно. Кога се зборува за доаѓањето на Синот човечки, често се мисли на една личност. Но, оваа титула, која доаѓа уште од пророкот Даниил, всушност се однесува на нешто многу поголемо.
на колективно битие, на целото човештво кое се обединува и созрева во една целина. Ова не води до едно длабоко преобликување на целата идеја за историјата. Таа не е некоја завршена приказна што ја читаме. Таа е процес на станување, на создавање, кој се уште трае. Како што вели оваа мисла, целото создание е во родилни маки. И така, ова наше патување го завршуваме со едно прашање кое останува да лебди. Што ако историјата не е само бескрајно повторување на минатото, туку е всушност едно раѓање на нешто сосема ново? И ако е така, тогаш секој од нас има улога во тоа раѓање. А прашањето е, каква улога избираме да одиграме?